Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешново издание и епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денес ќе зборувам за 3 работи кои што се поврзани со конкретно слабење и со топење на масти, кои што се поврзани со многу проблеми и главоболки на девојки и кои што се поврзани со можеби салони за убавина. Простете ми, знам дека некој можеби од вас ќе ме пцуе, знам дека можеби некого ќе разочарам и така натаму, но во секој случај убедете ме дека е тоа поразлично за овие теми за кои што денеска ќе зборувам, но еве ги поентите. Имав пред недела дена разговарав со една девојка со која што моментално работам, ми кажа дека паралелно оди на LPG, на ултразвучна кавитација и на вакуум масажи, кои што ги уплатила во салон за убавина за да си помогне со вишокот на килажа, со масти и да можеби си помогне во тоа да го реши проблемот со нејзиниот изглед. И искрено знаев нешто околу тие работи, но не бев доволно упатен, па малку истражував и изгуглав можеби некои факти, приказни на луѓе и слично поврзани со овие начини за да можеби си помогнете околу губењето на масти, на сало и на килажа. И еве што јас дознав и во што верувам и што знам дека е така. Прва работа ќе почнеме со ултразвучна кавитација. Тоа е начин нешто слично како да одите можеби на ехо и ултразвучната кавитација е задолжена да преку ултразвуци ги чепка во мембраната на масните клетки, да ги пукне мембраните на масните клетки и да можеби течноста која што има во таа масна клетка преку метаболичките процеси, крвотокот и вода да се исфрли од телото. И има до некаде вистина, затоа што позади тоа доста имало наука, доста доктори истражували, луѓе кои што тоа им е професионалност, но еве каде е проблемот со сето тоа. Никој од нас реално нема вишок на килажа затоа што не одел на третмани за ултразвучна кавитација. И секој од нас кој што имал можеби проблем некогаш во животот со вишокот на килажа и со дебелината, исклучиво имал проблем поради животните навики и начинот на исхрана кој што го имал. Не затоа што не одел на било каков третман. Она што јас можам да ви го дадам како совет, не значи дека не треба да одите веќе на такви третмани или масажи и слично, но јас би ве советувал да тоа го правите доколку веќе имате направено промена во вашиот начин на живот и сте почнале процес на средување на вашето тело и метаболички процеси и нормално со изгледот и со килажата. Доколку можеби го имате тој дел кој што е најголемиот фактор за тоа како ќе изгледате и ќе се чувствувате, може да додадете можеби некакви овакви третмани кои што значат масажи, вакуум, LPG, кои што значат ултразвучна кавитација, кои што можеби малку ќе помогнат. Но јас ви гарантирам дека доколку не направите никаква промена во исхраната, а се обидувате да направите промена во тоа што ќе одите, ќе лежите некаде, некој ќе ве масира и ќе слабеете, сте направиле огромна грешка и напротив дури може некој од вас да се поправи затоа што се уште си го практикува начинот на исхрана кој што го донел до килажата и до изгледот кој што воопшто не го сака. Од друга страна, еве ако зборуваме и за LPG, повторно тоа е начин на кој што се обидува на лежачки начин некој да ги собори мастите, да ги тргне мастните клетки од телото, што повторно нема да се случи, истото и со вакуум масажите, и со тоа не сакам да кажам дека овие работи не функционираат. Туку овие работи исклучиво ќе функционираат доколку ги смените на вашите навики прехранбени и доколку го смените начинот на живот. Секој од вас знае зошто се поправил и на секој од вас знам дека му е јасно. Она што упорно го купуваме се можеби рекламите дека со 6 третмани, 15 третмани или не знам какви апчиња и со лежење дома ќе си помогнеме или со не знам какви апаратчиња кои што ќе стимулираат мускули, ќе добиеме стомачни и сикспек и така натаму, но еден покажете ми кој што имал резултати, кој што навистина си помогнал, ќе поверувам и ќе ја сподели приказната тука, буквално за да биде ваша инспирација, но до тогаш јас речи сум сигурен дека друго нешто е проблемот поврзан со изгледот, а не се третманите кои што не сте ги правеле до сега. Така да, дечки, ако имате можеби некое дополнително прашање или искуство поврзано со оваа тема, Ask Јосиф, или па пишете ми во инбокс ако можеби ви е глупаво да јавно постирате некакво прашање или коментар и повторно ќе гледам да ви донесам вредност и да одговорам на тоа што го знам и што го правам и што сум го научил. До тогаш ви оставам во здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао!